Што има ново? Во Што има ново, разговараме со Младен Чадиковски, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Младен, новата година започна со лоша вест за новинарите. Имаше тежок инцидент, запалено возилото на новинарката на СДК Сузана Вренцовска од Охрид во дворот на нејзината семејна куќа во гаражата. Во реакција до Министерството за внатрешни работи изразивте сомнеж дека станува збор за намерно предизвикан акт. Дали станува се поопасно да се биде новинар во земјава? Очигледно имаме некој проблем. Тоа што се случи со палењето на возилото на колешката Вренцовска навистина е застрашувачки, но знаете како, вие можете све да направите, но приказната никако не смеете да ја убиете. Се случи тоа веднаш после Нова година и сите не зачуди, веднаш реагиравме дека треба да има итна истрага за да се откријат сторителите, да се откријат виновниците и најпосле да се откријат и мотивите зошто тоа е сторено и зошто некој се дрзнува да удри по имотот на некој новинар. Утре тоа може да биде и животот или нешто полошо. Затоа мислам дека во сите вакви ситуации е исклучително важна брзата реакција. И не е ни прв случај. Да, ова не е прв случај. Како што велиш, во октомври имаше запалено возило на новинарот Благој Серсемов од Штип. Има ли реакција на институциите? Еве и за претходниот случај и за овој. Комуницирате ли и во двата случаи ние комунициравме со министерот за најдени ли се работи, сторителите? Панче Тошковски, беше ветена брза, исклучително остра, силна реакција, меѓутоа во делот со Серсемов се уште немаме резултат, што навистина не е добро. Тоа уште неколку пати го искомунициравме и во комуникација, и со Серсемов, и со Министерството за внатрешни работи и очекуваме многу скоро да видиме некој резултат. Ако нема резултати, ќе остане едно горчливо чувство дека по новинарите може да се удри и никој за тоа да не одговара. И тоа праќа порака понатаму. Исто е и за сега, и за случајот со Вренцовска. Очекуваме брзо да има резултат. Добро, освен овие, нели, ова се физички напади и закани, има и повеќе случаи на вербални напади, недолично однесување од страна на политичарите. Имавте случај каде што реагиравте за недолично однесување на пратеникот на ВМРО ДПМН Ковачки во собранието, кој што ја попречувал новинарката од СДК Сонја Делевска, додека поставувала прашања во врска со сертификатот на директорот на АНБ. И додека поставувала прашање, Ковачки се обратил со зборовите исклучи го микрофончето, снимаш. Реагиравте и за овој случај, но и за други случаи. Претходната власт исто така ја критикувавте силно поради недолично однесување и вербални, како да речеме, напади кон новинарите. Се чини дека оваа пракса продолжува. Секогаш кога има вакви случаи, ние ќе критикуваме. Сме критикували и порано, ќе го правиме тоа и сега, бидејќи мора да се заштити достоинството на новинарите. Ние сите мора да бидеме свесни дека новинарите не се таму во лично својство за да направат ручек за дома, туку се тамо заради јавниот интерес. Тие се представници на граѓаните. Навредата за новинар е навреда за граѓаните на оваа држава и токму поради тоа реагиравме за тој случај што сега го посочивте, но и претходно. Ние дури одржавме и протест пред 2 години кога имаше серија на такви, би рекол, недолични изјави или обиди за креирање или оценување на уредувачката политика на одредени медиуми и тоа мора да престане. Се надевам дека овие случаи сега се изолирани. Знаете, нова власт е се уште и веројатно сите се навикнуваат едни на други. Се надевам дека се изолирани тоа случаи и дека нема да продолжи таквата тенденција. Добро, кај претходната власт имаше неколку вакви случаи на кои што реагиравте, имаше извинување од политичарите. Новата власт, гледате ли таков однос? Дали некој од нив се извинува, дали се повлекуваат од изречените квалификации кон новинарите и медиумите?
Па, она што за сега можеме да го забележиме, значи имаше првата фаза од доаѓањето на власта, беше одбележана со неколку би ги нарекол случаи кои што ја намалија транспарентноста во работењето. Тоа беше со порталот Отворени финансии, потоа со тоа што Централниот регистар забрани давање на слободен пристап на новинарите до сите оние документи кои што се јавни, меѓутоа веднаш во втората фаза видовме едно повлекување и обид за исправање на тие грешки што сега за сега го оценуваме како поволно. Добро, некои редакции се жалат дека институциите се помалку им даваат одговори на нивните прашања. Имавме нели случај каде што квалификува или не дава одговори, еве случајот со антикорупцијската комисија, каде што дури продолжува таа пракса на давање на подуки на новинарите како да си ја работат нивната работа. И за тој случај реагирав исто така, ако веќе ме прашувате. И знаете што е лошо? Лошо е тоа што тенденциите од претходно се провлекуваат и сега. Меѓутоа, она што е добро, што гледаме дека во дел од оние кои што треба да ја креираат политиката на транспарентност на владата, има чувство за барањата на новинарите, има чувство за тоа што е слобода на говор и дека тоа мора да биде почитувано. Неодамна имавте нели една серија на средби, беше тука и генералниот секретар на Европската федерација на новинари Гутереш. Се сретнавте со премиерот Мицкоски, со председателот на собранието Гаши, ги адресиравте ли овие прашања? Што велат тие? Постои ли волја кај и со министерот министерот Филков и со представникот на Европската унија во Македонија, постои волја декларативно кај сите да се надминат одредени пречки кои што постојат во функционирањето на медиумите и на новинарите. Една од тие е се поголемиот број на слеп тужби, кои што навистина се закана за слободата на известувањето. Тоа се тужби на политичари, некогаш и бизнисмени, моćници се обидуваат преку нив да тие на се некој обидуваат начин да ги замолкнат. Притисок да ги замолкнат, да ги малтретираат во судски процеси, дури со идеја дека тоа никогаш нема да види таа пресуда светлина на денот или ќе биде на крајот негативна, меѓутоа некогаш вие 2 години влечкате некого по судови секој месец, тоа е навистина исцрпувачко и за психичката и за финансиската состојба на медиумот, односно новинарот. И мислам дека такви антислеп закони треба да се донесат. Тоа беше една од точките што ги разговаравме и со министерот за правда и со премиерот. Побаравме поддршка за тоа и од Европската унија и во основа имаме добар фидбек. Меѓутоа, ова е процес што треба да почне, бидејќи вакви закони се уште нема ниво Европа и треба сега секаде се прават, да ги собереме тие искуства за да можеме до крајот на годината да направиме некаков сериозен исчекор кон тоа. Добро, главен проблем во последно време во новинарството и во медиумите е огромното влијание на социјалните мрежи, кои што стануваат доминантен извор за информирање на публиката, и воедно и поле каде што се шират огромен број на вербални напади, закани и кон новинарите, но и кон други граѓани, кон припадници на граѓанското општество, граѓански активисти. Има многу дезинформации, многу говор на омраза. Деновиве во светската јавност одекна веста за дека Facebook ја прекина соработката со организациите што се занимаваат со проверка на факти, што може да го зголеми на некој начин и напливот на вакви штетни содржини. Работа на новинарите е тие да ги проверуваат фактите, а не со тоа да се занимаваат само специализирани организации кои што работат на факт-чекинг или проверка на факти. Основна работа на секоја редакција, на секој новинар и на секој уредник е да направи факт-чекинг на она што ќе оди во етерот пред да биде емитувано. Тоа да има прва страна, втора страна, трета, четврта или пета страна и да се проверат информациите, дали се точни или неточни. А кај нас што се случува? Соопштенија на партии одат
без никој да ги провери, вели тоа е соопштение на партија. Меѓутоа и соопштение на партија треба да мине низ некои фактчекерски анализи. Зошто? Бидејќи партијата може да напише што сака во тоа соопштение, а вие да го пласирате како да е тоа нечи вистински податок. Не е така. Добро, новинарите треба да ги проверуваат фактите без оглед од кого доаѓаат, а не да бидат едноставно само пренесувачи на тоа што ќе биде кажано од партиите, од бизнисите или други центри на моќ. Очекувате ли некакво подобрување во оваа сфера? Дали новинарите ќе почнат да си ја вршат својата работа или едноставно под притисок на дигиталните технологии, потребата да се биде брз, ексклузивен, ќе ни се влошува состојбата со информирањето? Факт е дека овој проблем не е ексклузивен само во Македонија. Тоа е и во светски рамки постои, секаде се бара некоја брзина, секаде се бара поатрактивен наслов, би рекле дека е тоа дури наслови кои што се сензационалистички, за да може да се направи некој клик повеќе, но ние како новинари, професионалците во новинарството, мора да сватат дека тоа не е основната функција на новинарството. Не само традиционалните медиуми, туку и онлайн медиумите. Дали ќе се направи некаков исчекор? Јас се надевам дека новинарите ќе си ја преземат улогата на коректор на сите власти во општеството, меѓутоа на професионален и добронамерен критичар на сите власти, она што ни треба. Проблемот е што сега, во овој момент, не само во Македонија, веројатно и во светски рамки, се мешаат улогите на професионалното новинарство и на непрофесионалното новинарство. И граѓаните се збунети. Не знаат кому да му веруваат. Токму поради тоа се изгуби довербата во новинарството и дел од новинарите, дури и професионалните, малку изгубија верба во она што го прават. Си велат, па за кого јас работам кога и онака никој не ми верува или никој не ме гледа. Меѓутоа, нема друг начин, освен да се вратиме на старите патеки на функционирање на новинарството. А со дезинформаторите да се бориме на други начини. Ова што го спомена ти, веројатно ќе представува проблем. Зборуваме за тоа што Facebook најави укинување на фактчекерските организации, бидејќи знаеме дека тие во одредени сегменти одигра квалитетни и добри улоги, да речеме во пандемијата или во руската инвазија врз Украина, каде што се вклучија дел од овие организации за да навистина ги убедат граѓаните дека да, вакцините се добри и треба да се вакцинираат. Меѓутоа, дел од овие другите, би ги нарекол лошите медиуми, условно кажано, очигледно им пречи таквата поделба и сега сакаат да го намалат влијанието на фактчекерите. Како тоа ќе се одвива, ќе видиме. Се надевам дека во оваа ситуација медиумите ќе ја преземат таа улога на она што треба да ја имаат. А тоа е да бидат фактчекери на своите вести и на информациите. Ти благодарам многу за разговорот. Благодарам и на тебе. Тоа има ново, што